Почитувани медиуми, во мојот 6-годишен мандат како директор на основно училиште Блаже Коневски, ова е прв пат да бидете повикани на прес-конференција која е свикана, меѓу другото, со цел да се разјаснат некои работи во врска со вчерашното обраќање на градоначалникот на општина Велес на социјалните мрежи. До сега во овие 6 години многу пати се шириле невистини, но никогаш не сум излегол да демантирам или да објаснувам на некој, затоа што сметав дека јас сум платен проблемите да ги решавам низ институциите на системот, а не на Facebook профилите. Од искуството кое го имам, знам дека најважно и неопходно е да се остане верен на моралните и етички вредности, за да може достоинствено да се води една образовна институција како што е ова. Во текот на вчерашниот ден, во моје отсуство, за кое што го информирав овластениот просветен инспектор, градоначалникот со општинските служби и со истиот тој општински инспектор за образование дошол во училиштето и без да почека да го пречека одговорното лице или службите на училиштето и да го спроведа согласно неговите намери како што е редот во училиштето, започнал да врши обиколка на училниците, просториите, котларите во котларата во училиштето. Бидејќи во тоа време бев во болница на инфузија, го замолив докторот да ме пушти да прекине инфузијата на кратко, затоа што после 2 години од неговиот мандат дочекав градоначалникот да ни дојде на посета и мислев дека конечно ќе остварам средба со него. Тој не само што не ги игнорираше сите настани и патронати на училиштето, тој се одлучи да ја одбие посетата на јапонскиот амбасадор на завршниот настан на заокружувањето на проектот за реконструкција на кровот, за кој што имавме донација од нив, па децата залудно се спрема цели 2 седмици и повеќе, само заради тоа што господин Марко Колев не можеше да се издигне над собственото его и да го пречекори прагот на училиштето. Во врска со вчерашната посета, сакам да потенцирам дека училиштето е посебен правен субјект, има одговорно лице, тоа е директорот, има стручна служба, има овластено лице. Училиштето не е Елдорадо од америчките филмови, за тој да шерифува во негово отсуство, во отсуството нели мое односно на директорот, да зборува на висок тон со вработените, да се прават и да се монтираат видеа, туку треба да се има елементарна почит кон училишниот ред и прописите кои се на сила во државата. Очигледно е дека тој тоа го нема и само чекал прилика директорот да не е во училиштето, пошто стигна одма после известувањето на инспекторот дека јас не сум во училиштето, него сум во болница. Се сраме да ме погледне во лице? Зошто? Ние нема што да криеме. Во училиште документацијата постои, таа документација ќе биде презентирана денес на новинарите. Само на кратко околу наводното незаконско мое именување за директор, кое тој не го признава, дозволете да ви појаснам дека градоначалникот во врска со моето назначување ги изгуби сите постапки и спорови пред институциите кај што се жалеше. Тој требаше да го почитува изборот на мое именување, но избра да не ја почитува одлуката на училишниот одбор. Негово право на избор е, но нека не се лути што министерот именува директор, зашто согласно законот за основно образование, доколку градоначалникот не го именува кандидатот, предлогот на училишниот одбор, именувањето го врши министерот. Таков е законот. Тоа е можеби единствената законска постапка за избор на директор во градов од кога тој е градоначалник. Единствената. Затоа можете да го прашате зошто има ингеренции, дали и зошто има ингеренции на хемиското училиште, на музичкото училиште, на основното училиште Кирил и Методи, поради незаконски избори на директор. Не можејќи да се помери, затоа што не е по негово, цела година ги кочи вработувањето во училиштата. Верувајте, секој ден пишувам дописи, барања, молби, ургенции врз ургенции за прием на наставен и на ненаставен кадар, кој што ни е неопходен за функционирање на училиштето. Во прилог ќе ви ги приложам. Барањата се одобруваат дури тогаш кога државните инспектори, по моја прива, по моја иницијатива, да дојдат државен инспекторат, дали е за локална самоуправа, државен управен инспекторат, државен просветен инспекторат,
кои ќе дојдат во надзор на општината. Ќе набрам само некои од нив, на кратко. Барање за трансформации на работниот однос на 10 наши наставници во училиштето од ово училиште што ги исполнуваа условите, ги чуваше во фиока. 10 човечки судбини се тоа затворени во неговата фиока. Но во државата постојат закони и институции. Трансформациите се одобрија од кога беа запознаени сите институции за незаконското постапување и неспроведувањето на законски утврденото право за заснивање на работен однос на неопределено време на овие наставници. Оваа година, со усвојавањето на годишната програма за 23-24 година на училиштето од страна на Советот на општина Велес и одобрението од Министерството за образование и наука за формирање на 5 паралелки во прво одделение, градоначалникот во јуни прво одобри прием за наставник во одделенска настава, оној потребниот за 5-та паралелка, и наставник согласно новата концепција по физичко и здравствено образование, согласно законот за секоја генерација сукцесивно, до сега имаме до 5-то одделение, ни фали сега уште за прво одделение наставникот по физичко одделение. Првично се согласи и одобри прием, па после тоа се предомисли. Иако ќе работат. Цело полугодие наставата, одделенската настава, одделенскиот наставник што не е примен, ја држи училишниот педагог, законски може тоа да го прави, но тој има и дополнителна работа како стручна служба во училиштето. Го прати во 2 наврати општинскиот просветен инспектор да провери како запишувале учениците, дали е согласно законот, но тој не констатира никаква суштинска повреда на законот. После едно цело полугодие без наставници, трпението на родителите е при крај. Денес имам воредна родителска средба со нив. Убеден сум дека наскоро ќе тропнат и на неговата врата и ќе бараат објаснување за неговото непостапување. Во овој момент во фиока чува и не подпишува спогодба за превземање на училишен психолог во услови кога таа спогодба е подпишана од барателот на психолога, односно барателот на спогодбата и од 20 директори, и од мене и од директорот на Средното економско училиште. И тој не ја подпишува, стои во фиока повеќе од месец дена. Цели 3 месеци од кога се замена училишниот педагог нашиот, побарав итни неодложни работи. Цели 3 месеци стоат во фиока и немам согласност, иако упатив ургенција за постапување. Не ја подпишуваат. Во услови кога на децата им е потребна и неопходна психолошка поддршка. Ова е големо училиште со отприлика 1100 ученици, а децата не се без проблеми во овие турбулентни времиња, кога сите треба да ги отвараме очите и ушите за нашите ученици и родители. Со почетокот сега на второ полугодие, се уште нема дадено согласности за прием на 2 наставника, кои во новата година заслужено се заминаа исполнија услов за пензија и си заминаа. И ние сме сега без тие 2 наставника, затоа што се уште согласностите за итни неодложни работи се чуваат во фиока. Кој најмногу губи во овие случаи? Исклучиво само децата. Сакам да потенцирам дека во оваа држава никој не е над законот, па ни самоволието на градоначалникот. Во интерес на децата, им ветувам на родителите дека ќе бидам истраен во сите овие барања. Во училиштето треба да се работи, да се учи, да се воспитува, да се вложат сите напори за да се дојде до резултат и успех. А најголем капитал во училишната средина се наставниците. Велат, без занетчија не можеш да изработиш производ. Без потребните наставници, кој ќе го образува децата? За крај ги остави финансиите. Да биде појасно за граѓаните, парите кои ги добиваат училиштата се од државниот буџет, не од општината. Трансформирани само на општинска сметка. Неспорно е дека општината треба да ги распредели средствата на училиштата, но ова што се случува со распределбата во општинските основни училишта во Велес е еднакво на катастрофа. Општина Велес нема усвоено критериум, што мора да го има, или методологија за распределба на средствата, што е потврдено од општината на мое барање, уште лани, значи веќе и лани ова беше проблем, со информација од јавен карактер. Се обратив, прашав, добив дека немаат методологија. А замислете, методологија за распределба на државните средства имаат многу помали општини, како што се Чучер Сандево, Нагоричани, Центар Жупа, Шуто Оризари, Велес нема.
Згора на ова, општината нема направено ниту анализа на основните средства за нормално функционирање на училиштата. Набавка на енергенси, плаќање на сметки, струја, вода, комунали. Кога се правил планот, таа немала представа колку се трошат на годишно ниво. Во една Excel табела со потрошени суми, овдека ќе ви го презентирам, за претходните 3, 4, 5 години колку ќе побараат, ова се прави за еден ден. Ама општината ова го нема. Додека сме кај општината, таа од свој буџет за образование за оваа година издвојува 2,5 милиона денари, од кои што повеќе од половина одат на сметката на родителите за упис на првачиња, тоа го знаете. Што значи дека помалку од 1 милион имаме за колку се 10 училишта средни и основни. Ете толку инвестира или ќе инвестира општината во образовните институции. Државата, дотацијата на државата е 346 милиони денари за општина Велес. Многу е неодговорно да се факторизираш со туѓи пари од Министерството. Па да ги спределуваш по собствени убедувања и желба, да кратиш основни трошоци за нормално функционирање и да го браниш неодбранливото, напаѓај ги и другите. Јас го разбирам и разбирам реакцијата на градоначалникот, нападот е најдобра одбрана, така велат, затоа што тој и неговите служби за буџет и финансии имаат направено катастрофална грешка. Но треба да си ја признаат и треба да си ја поправат, а не да се служат со лаги и манипулации. И да не се прават стручњаци за се. Како демат на сите негови лаги и манипулации од вчера, ќе изјавам дека училиштето последните 3 години, од кога е реконструирано парното, цело време работи со еден котел. Ние пред реконструкцијата имавме еден котел. Вториот не беше во функција. Не дај Боже да крахираше. Со реконструкцијата направивме нов дополнителен котел. Меѓутоа, тој е исклучен бидејќи е резервен. Не дај Боже нешто да има проблем со првиот котел, а не затоа што има потреба да се пушта втор котел. Второ, парното од понеделникот сите овие денови работи исто и без никакви проблеми. Ако имало реакција во првиот ден, нели во наставата во понеделникот, тоа било затоа што за време на зимскиот распуст воопшто не се грееше училиштето. Вчера при увидот на општинскиот инспектор, измерената температура беше во рамките на потребните. Значи, непотребно се ствараат фами и такви други работи. Но, прашањето е до кога ќе работи. Зашто? С оглед на тоа, колку пари се доделени од страна на општината за училиштето. Ќе кажам само малце покасно. Спомна градоначалникот греалки. Нема да ги коментирам, затоа што се, извинете, од ракав треснати, од нестручно и некомпетентно лице. Ние имаме 40 паралки. Една греалка е доволно да се приклучи во училниците, ги имате видено високи со каква кубикажа? Не. 2 да земеме. 80 греалки треба да земеме. Јас ја прашам, кој одговорно лице, кој раководен орган ќе го дозволи тоа во училниците, поготово ке малите деца, да имаме такви греалки? Дали е безбедно тоа? Да се спрепне нападнат, да се изгорат, струја да ги фати, не дај Боже. Не може тоа да се дозволи. Единствено, размислува градоначалникот за таа безбедност. Кога го кажал тоа дека греалки треба да се... Непланскиот буџет и кратењето на средствата за нафта сега треба да ги покриеме со набавка на греалки? Не. Само треба да се доделат средства, колку и претходните години, не бараме ништо повеќе, не бараме ништо помалку и се ќе биде во ред. Во јавноста се пласирале информации за наводно кратење на средствата од општината за набавка на нафта. Не само на нафта. Да, пласирани се. Јас го известив наставничкиот совет, ќе го известам совет на родители, училишниот одбор, кој што следат сега седниците, и Министерството за образование и наука и подобавест. Овде пред вас се бројките. Мал дел само ќе споменам. Како ќе распишуваме огласи ако на сметката за цела година имаме 15.000 денари? Еден оглас во еден вестник
е од 7,5 до 8.000 денари. А ние во 2 треба вестници да објавиме. Што значи имаме само за еден оглас во 2 вестници и толку завршуваме со година. Кажете ми како училиштето ќе работи со 25.000 денари на годишно во за канцеларски материјали. Уште полошо. Како ќе одржуваме хигиена на 10.000 метри квадратни училиштето и уште толку училишен двор со 25.000 денари на годишно ниво. Или го пречено тоа околу 2 денари месечно. Како ќе платиме комуналиите? Струја, вода. Лани имавме сметки 800.000, сега имаме 200.000 за вода. Една сметка сега доаѓа околу 70-80, значи имаме 3 сметки да платиме и толку. Што ќе имаме после од март месец натака? Кој ќе плати сметките за вода и за струја? Уште една манипулација на Марко Колев да граѓаните изјавува дека минатата година 23-та поради недомаќинско планирање на буџетот од ово училиште вратило речиси 10 милиона денари кон државата. Средства кои можело да се пренаменат за набавка на нафта или други потребни материјали и инвестиции. Овде пред вас е последниот извод од 26.12.2023, каде што јасно се гледа дека остатокот од целиот буџет 70 милиона е 1,5 милион денари. И тоа, сакам да нагласам, тие се пари што се останати поради тоа што истиот тој Марко Колев не дал согласности за вработување хаусмајстор, хигиеничари тројца, сметководител, блокајни кои што се уште ги немаме цела година. По многу основи со домашни и странски средства во мојот 6 годишен мандат како директор во училиштето се слеале преку 600.000 евра со кои што значително се подобриле условите во училиштето, за која цела јавност веќе знае, сме зборували многу пати, нема да говорам. Благодарност до Министерството за образование и наука, до владата за прозорите и вратите, за топловодниот систем, до УСАИД за комплетно реновирање на вецињата, Јапонска амбасада за кровот кој што имавме стварно проблем. Сето тоа се средства кои што сме ги како родителен орган сум ги обезбедил од општината. За жал немаме никаква поддршка, што ќе имаме кога имаат буџет од милион денари. Еден од тие проекти кои што сега ги наведов е замената на дотрениот систем за грејење со нов кој е во одлична кондиција, ама нема да има доволно енергенс нафта за да може системот да работи без да имаме стрес дека заради грешно концепираниот буџет од градоначалникот на општина Велес, усвоен од советот на општина Велес, направен без консултација со раководниот орган на училиштето, училиштето во скоро време нема да може да обезбеди грејење. Тоа јавно ќе го кажувам сега пред сите и ќе биде информирано и Министерството за образование и наука. Тој податок го оставив сега за крај, бидејќи може да предизвика и прекина наставата. За споредба, во 2022 година 4.927.000 денари се потрошени за нафта, набавени и потрошени. Во 23 година на снимката се гледа самиот градоначалник чита дека во планот лани биле потрошени 4.012.308 денари за нафта. Според вашиот план и распределба, господине градоначалник, одобрени се 830.000 денари за нафта за цела година, кое што по математика пресметано ќе не биде доволно за еден месец. Чија ќе биде одговорноста ако во училиштето се прекина наставата среде грејна сезона? По целост ваша. Затоа што ние како училиште навремено оставивме план со реално побарување, значи во планот се стои 4 милиона, затоа што 4 милиона не требаат, за материјални трошоци според потребите, за нафта, струја, вода, хигиена, осигурување на објектот, прегледи за вработените, сите овие ставки се скратени. Ние не можеме да обавиме систематски прегледи. Не можеме да исплатиме отпремнина на луѓе кои што ни заменуваат во пензија поради ова. Немаат анализа, немаат методологија, немаат консултација со директорите. И без никаква анализа, реков и уште еднаш, се кратат овие средства. Од таа причина, јас како прв човек на училиштето поднесов барање до градоначалникот, го имате тоа барање тука, и за неговиот пропуст со својата служба тој треба да изнеде решение. Во спротивно,
за многу брзо време ќе ја доведе во прашање реализацијата на наставата во училиштето. За ова мое барање, како и за решението и насоките што ги предложи градоначалникот и советот на општината, побарав да бидеме писмено известени и јас како раководен орган и училишниот одбор. Единствената работа со која сме на исто мислење со градоначалникот е да го повикаме министерот за образование и наука и останатите надлежни институции да ги испратат своите служби и подитно да постапат. На крај, ако образованието во општината го представиме како човечки еден организам, нескромно ќе кажам дека училиштето Блаже Конецки е срцето на општината, кој испумпува знаење, вештини, успеси и резултати во незиниот крвоток. Имаме прекрасни деца, прекрасни родители и многу добри наставници. Имаме со што да се гордееме. Затоа, јавно го повикувам градоначалникот да ги смири своите емоции, да ја трне политиката тој од образованието, да ги почитува законите, роковите, приоритетите во училиштата и да ги спроведе сите постапки како надлежен орган. Јас имав толку, доколку имате вие нешто да поставите прашање или нешто не ви е јасно, повелете прашајте, а на овој ќе ги имате доставено и документите, целостната документација.